Почитувани, завршената сметка на водовод и канализација за 2022 година покажа дека за прв пат во своето постоење како самостоен субјект, јавното претпријатие бележи загуби во висина од 8.160.000 денари. Ако на оваа сума се додадат и оние 3.900.000 денари добивка со кој претпријатието ја заврши 2021 година, тоа значи дека за 17 месеци директорување со јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп, ВМРО ДПМН и директорот Игор Гулабовски направиле финансиска дупка од 12 милиони денари. Дополнително, неподмирените обврски кон добавувачи изнесуваат околу 9 милиони денари, со што ова јавно претпријатие е доведено на работна екзистенција. Недомајќинското и нестручното работење се гледа и во неразумното и неоправдано унапредување на десетина партиски војници на ВМРО ДПМН, кои дополнително се наградени со високи плати во висина од околу 1000 евра. Потоа се измислени и нови работни места за вдомување на актуелни функционери на ДПМН и нивни блиски роднини. Директорот на јавното претпријатие не го исполни ниту изборното ветување на неговиот другар Борче Јовчевски за намалување на цената на водата. Напротив, дополнително и ја зголеми. Во претходниот период драстично се зголемени трошоците за гориво и сервисирање на возилата, како и трошоци за реклама и пропаганда. Меѓутоа, она што треба да се потенцира и што најдобро ја покажува неспособноста на менаџерскиот тим на доскоро најуспешното јавно претпријатие во Прилеп се официјалните бројки за сработеното во нивниот мандат. А тие велат дека во изминатите 17 месеци јавното комунално претпријатие Водовод и канализација Прилеп успеало да изгради 2 километри водоводна и дури 170 метри канализациона мрежа. Да повторам, во 17 месеци скромни и срамни 2 километри водоводна и уште поскромни и посрамни 170 метри канализациона мрежа. Почитувани граѓани, ваквото неработење и вакви поразителни резултати на едно јавно претпријатие граѓаните на општина Прилеп не паметат. Единствена причина што Гулабовски се уште е директор на Водовод и канализација е тоа што е другар на градоначалникот Борче Јовчевски. Заради сето ова погоре кажано, директорот треба сега и веднаш да поднесе неотповиклива оставка. Ако тоа не го направи, тогаш градоначалникот Јовчевски има обврска да покаже одговорност и во насока на заштита на јавниот интерес, на интересот на граѓаните на општина Прилеп, да го разреши директорот на јавното комунално претпријатие Водовод и канализација. Ви благодарам.